Уште двајца починати во изминатото деноноќе е црниот биланс во Прилеп како еден од градовите со најмногу заразени од коронавирусот, со што вкупниот број на починати лица се искачи на 6. Според Министерството за здравство, последните двајца пациенти на 58 и 63 годишна возраст биле хоспитализирани на инфективната клиника во Скопје, првиот на 19 април, а додека вториот на 9 април, и двајцата биле приклучени на механичка вентилација. Но и покрај ваквата состојба во пресрет на првомајските празници, поголемиот дел од прилепчани, а особено помладите кои ги анкетиравме, беа против можноста да има целосен празничен карантин. Не треба заради тоа што сега сме пуштени до 19, значи корона ако се јавува од 19 до 05, нека ни каже што нема логика. Па мислам дека не е во ред, нели? 1 мај е празник што се оди во природа и треба таму да го славиме, нели? Нема потреба од продолжен. Што каква улога има со тоа што е продолжен полицискиот час? Нема потреба. Зошто мислите така? По сега ние празникот и нас сега постиме, после Бајрам ние и за тој ден треба да биде пуштен. Да, треба да има. Толку време издржавме, па се за малце и во ред да има, да. Некои од нив воопшто и не веруваат дека опасноста од заразата била толку голема, а додека пак други сметаат дека олабавувањето на мерките индиректно значело и намалена опасност од понатамошното ширење на заразата. Не, мислам дека не постои, мислам дека поиќе е фамата отколку самото нешто. Не постои заради тоа што јас не верувам дека има некаков вирус наречен COVID-19. Нема ништо од ова. Се тоа лага за мене, така мислам. Никаква опасност нема. Ни од првиот ден ни се плашам, ни страхувам од никаква корона. Зашто нема ни и К од коронавирус. Јас си викам дека намалема, не е како што беше, ама треба уште се пазиме. Иако Прилеп, за жал, спаѓа меѓу градовите со најголем број заболени од коронавирусот, сепак по првичното олабавување на мерките, очигледно и прилепчани се олабавија. Сметаат дека толку засилени мерки не треба да има и дека првомајските празници треба да бидат дочекани онака како што сме навикнати, традиционално во природа. Инаку, според Министерството за здравство, во изминатите 24 часа нема новозаболени прилепчани, а еден пациент се води како излекуван. На инфективното оделение пак хоспитализирани се 16 лица позитивни на коронавирусот.